Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи вие јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечера вистината ќе биде спакувано некаде во 75 минути. Интервју со Ефтим Клетников. Едно одлично интервју. На крај добив книга која ми ја посвети. Повод за интервјуто е писмото кое Клетников, како фронтмен, прв човек на Македонскиот манифест, му го испрати на рускиот председател Владимир Путин. Сударот помеѓу Русија и Украина, конфликтот помеѓу Русија и Украина, вмешувањето на Америка, вмешувањето на НАТО, дали тоа може да предизвика нов глобален конфликт, нова глобална војна, кај оди Македонија. Македонските распаќа, македонските премрежа, едно одлично интервју, тензично интервју. Во еден момент мислев дека може да биде и прекинато, или во неколку пати мислев дека може да биде прекинато. За среќа интервјуто заврши. Траеше некаде 70 на минути, одлично интервју, останете со нас, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Ефтим Клетников, Македонскиот манифест. Трета среќа, трет пат во емисијата во Центар. Еднаш годишно обично имаме интервју, политичка анализа, разговор, за да можеме да слушнеме што размислувате и како размислувате. Пред Нова година му пишавте писмо на Владимир Путин. Да, така е. Второ писмо колку што може да прочита. Да, така е. Ви врати на првото писмо? Да, ни врати. И што вика? Па вика дека ја сака Македонија, дека Русија... Значи редовно си комуницирате со Владимир Па Путин? ако е тоа редовно, мислам дека да ти возврати на писмо еден таква личност, ја секако. Да, само рече он дека треба и вие да си ја чувате Македонија, што е нормално, знаете. Господине Клетников. Ние вртиме грб на русите, не сакаме со нив да разговараме, како да се тие. Во време на Тито така да му пишавте на Сталин, ке скапевте на голиот ок. Имате среќа, после 60 години речевте писма да пишувате на Владимир Путин. Видете, јас му пишував и на американскиот председател Бајден во Нова Македонија, една колумна за цела страница. Ама тој не ви врати? Па, тој не ни врати конкретно, но има некои споредни. Сега имате еден манифест, дека македонски војници не треба да учествуваат во војна евентуално помеѓу Украина и помеѓу Русија. Вие сте тука потпишени македонски манифест, прв сте вие Ефтим Клетников, па Гатанџел митрополитот, па Вардарски, па Стојко Стојков, па Запров и така натаму и така натаму. Единствен политичар Наташа Котлар, колку што можам да видам на ова листа на потпишани што ви се. Ние обично сме против политичари во ова, меѓутоа Наташа Котлар е веројатно во конкуренција. Да, беше кандидат за градоначелник на ВМРО ДПМН. Или подржана од ВМРО ДПМН. Иако беше на ВМРО ДПМН кандидат, таа е извонредно самостојна личност и ја промислува извонредно оригинално и самостојно судбината на Македонија како и ние, така да не ве буни тоа што... Клетников, дали вие всушност го зборите тоа што ВМРО се плаши да го каже, како македонски манифест? Вашите ставови се де факто ставови кои ВМРО ДПМН или луѓето или раководството на ВМРО ДПМН има страв да ги презентира во јавноста. Вие сте некаков тампон. Добро, сега после ќе зборуваме некоја завеса зад која всушност се крие ВМРО ДПМН. Дали така можам јас да ве дефинирам? Добро е тоа прашање. Помалку е и, како да кажам, констатација прашање, но после ќе се вратиме на Путин. Да, ке се, па тоа не суштината. Што се однесува до ВМРО, јас ги викам ДПМН, затоа што тие сепак го злоупотреби, може прејак тој збор, тој израз, акронимот, светиот акроним ВМРО. Знаете, вие комитите гинеа младичи, како што рече Блаже Конески, девственици кои не ги допрела женска рака. А што прават овие наши? Кокетираат. Видете, тие поставиат црвени линии сега. Клетников. А знаете, ние македонски манифест кога ги поставивме тие црвени линии? Да не бидам безобраз. Од 2008 година кога се навестуваше она идентитетска катастрофа, погибија на Македонија. Клетников, да не бидам безобразен и некултурен, ама пола од овие ВМРО исто женска рака ги нема допрено така да можат, така што можат и тие комити, така што можат и тие комити црвени линии, немате вие сироти со на афера Халкидики што се,
ние разбравме дека нит нив ги нема женска рака допрено, така да ако ви е тоа клучен аргумент дека не треба да се ВМРО, тие заслужуваат да бидат црвени линии, знаете, црвени линии нема. После Преспа, според мене, после Преспа нема црвени линии. Отидено е се. И добро, со идентитетскиот геноцид во Преспа ние го загубивме целосно идентитетот. Ке разговараме за тоа и разговаравме нели минатата емисија. Ако тоа. завојуваме со Украина, сега вие на која страна ќе бидете, нели? Ние како Македонија сме земја членки на НАТО алијансата, на НАТО сојузот. Знаете ние на која страна би требало да бидеме? На смирувачката страна, бидејќи ни се браќа. Да речеме, Каин и Авел беа во Библијата браќа. Не се тепајте еден со друг. Ние сме од иста фиданка, од иста генеза сме. Но Клетников, гледате, имате Луганск или Донецк или Донбас, па имате Крим 2014 година. Тоа е сепак една политика. Ако не е прифаќам политиката на Америка, Сорос и така натаму, не е прифаќам нова политика. Ова политика реално на 19 век. Вие не можете 2014 година да извршите анексија на туѓа територија, која е независна држава. Тоа е сепак политика на 19 век. И вие фаќате страна во еден таков конфликт судар помеѓу Украина и помеѓу Русија. Мислите за манифестот дека врз база на тоа што го пишува. Го добро прочитале. Да, го прочитав. Дека и русите и украинците ни се браќа и дека се фиданка на иста генеза. Не, вие не викате братскиот украински народ, туку викате рускиот народ и братската... Тоа е вече провокација. Може да прочитам? Да. Еве ќе ви прочитам како пишувате. Да. Да му кажеме не на НАТО за вовлекување на македонците во евентуална братоубиствена војна на македонскиот со рускиот народ. Не за испраќање македонски НАТО војници во братската Украина, не со братскиот украински народ, туку братската Украина. Тоа е суштината на руско-украинскиот конфликт. Тие сметат дека се исти народ, дека потекнат од Киевска Русија. Влегувате во еден сериозен офсайд, во еден сериозен офсайд. Има тука контекст. Да, апсолутно. Не, Но јас контекст само треба да цитирам. го читате контекст. Прво рековте дека не сум нема да се бориме со русите, дека значи нема да се бориме ни со украинците. Видите, во 2001 година, тој е контекст. во 2001 година, тој братски руски народ не ни помогна. Нашите власти не успеа да дојдат до Путин, ама се извинувам. Украинскиот народ ни помогна. Украинско оружје добивме. И не го добивме преку Србија или преку Бугарија, го добивме преку непријателската Грција, преку Солунското пристаниште. И сухоите, и оружјето и така. Ние немавме помош од братскиот руски народ, сме немале помош историски од братскиот руски народ. Тоа го знаеме Васко и ние не заземаме страна тука. Како не заземате? Не. Вие велите дека не треба да се учествува. Ти реков дека контекстот не го читаш. Ама јас ќе ви цитирам и све што сте напишали, како сте напишали и све. Шо вели тој Арнолд Тојнби, најмодерниот, најголемиот, еден од најголемите корифеи на историјата. Историја без контекст не важи. Така и нашиот спор со бугарите сега. Тие велат Гоце се подпишувал како бугарин, па бугарин е. А контекстот не го гледаат. Дека бугарин морал да се подпише на документите за да едноставно за да учи, за да студира. Се извинувам. Бугарите ден денес, ако сакаш да тврдиш дека ние сме против Украина, тоа е вече нема разговор. Не, ќе објасниме. Јас ќе објасниме која е суштината на украинско-рускиот спор. Значи, вие велите за Бугарија. 3 март бугарите денес го слават. Тоа е денот кога е формирана Сан-Стефанска Бугарија. Да, добро. Тоа е се уште државен национален сега празник русите ни се на криви Бугарија. Па добро тие формира. Сега види. Знаете, сега Васко, ти знаеш ли дека сега Путин рече писменоста ни доаѓа од вас? Од И сега од Македонија. Не, од македонските земји во множина. Не рече од Македонија, од македонските знаеш како земји. Кажа на Хорхе, од вас ни доаѓа писменоста. И од македонските земји неке, од македонските неке и множина, види, македонски земји денес се повеќе
во Пирин, во Вардар, во Егеј, нека и од македонските земји. Тоа не е грешка, значи од македонските. Значи сега ние да го анулираме тоа, сега Русија што се не поддржува и Путин едно од најсилните личности политички во светот и која застапува Русија, и ние сега да се вратиме на 3 март, да го, па има, добро. Ако сакате, да ви кажам искрено, Русија со прст не мрднала многу години за нас, дури ние на Берлинскиот конгрес. Сето тоа е познато. Добро, Клетников. Меѓутоа не мора сега да се закопаме во овие фактографии, сега на реалноста да е. Па, видете вие дека имаше прожекција на руски филм за браќата Кирил и Методи. Клетников, може нешто да каде Бугарија не е спомната. Може нешто да прашам. Сега малку ми изгледате вие како американски ставови. Одма почнате со навреди, нели? А не ви се допадне некоја прашање, фаќа нервоза и почнете со навреди. Но зашо не ми се допадне? Па еве викнав, ја ги знам вашите ставови. И јас сакам да ги слушам вашите ставови, сакам да полемизирам. Ако имаме референдум за Илирида, како што беше организиран 1993 година, таков каков што е, и направат некоја независна или автономна област, како што беше Кримската автономна област, некаде 95, не се извинам. Ајде излезем од Дахал, Крим, ова сега, го објаснивме тоа Васко. Ама не се извинам, тамо е направена... Не сум ја Бајден сега. Тамо е направена анексија. Замислите вие, Албанија, Америка или било кој друг, тај Илирида да ја искористи и да анектира еден дел од Македонија, дали тоа би го прифатиле? Таа Илирида ја анектира веќе цела Македонија, ако сакаш да знаеш. Па не видов дека во вашата Малешевија е нешто анектирано. Што е анектирано во вашата Малешевија? Ако Илирида има анектирано цела Македонија. Илирида иде полека со едно силно темпо. Вие рековте... Тиранската платформа, вие тоа го дефиниравте како свршено време. Тиранската платформа ќе влезе и во Малешевијата. Еве, така размислувај, Васко. И вај да ја земе Украина, за пример, бидејќи тоа е суштината на вашето писмо. Добро. Ама може... Беше работата за НАТО сега. Па да, за НАТО, тоа е конфликтот. НАТО е на страната на Украина. Да го дефинира. 2008 година, кога Македонија не добива датум за влез во НАТО... Ние сме против тоа да се праќаат војници, НАТО војници од Македонија. Освен Македонија, требаше да биде примена Украина и требаше да биде примена Грузија. Две држави од непосредното соседство на Русија. Двајца председатели или генерални секретари на Комунистичката партија се од Украина, еден од Грузија, Сталин е од Грузија, Хрушчов и Брежнев се од Украина. Говорам за геополитички историски контекст еден давам. Македонија, Грузија и Украина 2008 година. Украина е древна Рус. Првата престолнина на Русија била во Киев. Сето тоа го знаеме. И киевскиот кнез Владимир I, една од неговите жени, не знам, 12-13, била македонка Олга. И првите руски светци Глеб и Борис се по мајка македонка. Клетников. Македонци. Тие се нејзини деца. И знаете што се Глеб и Борис во руската символогија заштитници на руското небо. Тие го чуваат руското небо, како што Кирил и Методи го чуваат пак со македонска лоза европското небо. А кој го чува нашето небо? Бугари и грци. Вие сметате дека украинскиот и рускиот народ се еден народ? Види. Двајца браќа, еден брат е. Клетников, конкретно ве прашав. Дали вие мислите дека украинскиот и рускиот народ е еден народ? Да, мислам дека се браќа тие. Ако Пиемонот... Не знам дали се еден, баш еден, но тие се браќа. Ако е Пиемонот тие на се од иста гранка. На денешна Русија, Киевска Русија и Владимир Велики, тоа е суштината на руската филозофија, тоа значи не постои Украина. Не постои украински народ. Не постои, не се извинам. Не го рекле русите тоа, ја доколку знам до денес, не го рекле русите дека не постои. Не постои украинска црква. Гледате кој конфликт има околу признавање на украинска црква.
Па Киевската добро, не лавра постои. Види, и не така натаму постои и така натаму. македонска црква, па постојат македонски народ. Една од се. причините за Тоа е непризнавање политика, на Васко. автокефалност на македонска црква е противењето на руската православна црква. За жал. Тоа За е една жал, од причините за жал. за нашата И тоа не неавтокефалност. може да ги оправда. И уште нешто. Најмногу жртви дават. Видите, сочувствувам со украинскиот народ. Не зазимам страна, сочувствувам со украинскиот Јас народ. исто. Сум бил Се на снимање една, сум бил туристички уште еднаш и во воздух мирисаше дека таму ќе има одреден конфликт. Тоа е една поделена држава, поделена нација и така натаму и така натаму. Најмногу жртви дава во Втората светска војна Украина. Затоа има, Само иако е во рамки знаете на како- Советскиот како сојуз, дојде до- има столче во Обединетите нации, Украина, цело време, 45-та година. Васко, знаеш како дојде до оваа ситуација? Како? Со Америка и Западот, која е таа криза за Мајдан, знаеш дека имаше добро, и снайперисти. Кои беа тие снайперисти? Амбасадор. Кој ги плати? Добро. Ција. Па не се така, Клетников, работи Клетников. едноставно сега русите, само русите. Видите, Тоа Клетников. беше и тоа настана едно и тие тоа го прават. Клетников. Тие тоа го направија со Македонија. Кој ја припреми идентитетската смрт на Македонија? Вашингтон, не Брисел, пази. Мислите ќе има војна во Украина, ве велите? Не Македонски знам војна, за- па не добро, знам сега за имате, тоа, ние сме ама сега против сте војна. напишале манифест сега, односно се Да, пратиле да, допис ние сме против тоа да се не праќа. за НАТО и македонски војници во Украина. Така е. И дека не треба да се бориме против братскиот руски народ. Па Тоа го затоа, пишувате. види, Васко, Па уште пак го промашуваш контекстот. Па уште Тие пишувате- Не треба да се бориме затоа што тие го фингираат тој судир на Украина со русите. Па уште велите, Значи, обновениот фашизам по Хитлер, Да. обновениот фашизам по Хитлер, Да, после Хитлер. кој почна со атомските бомби над Хирошима и Точно, Нагасаки 45 точно. година. Апсолутно. Сигурно Клетников, иако сте поет, се разбирате во Да, историја. да, да. Кој Тоа да го објасниме? Кој правеше договор со Хитлер 1939 година? Македонскиот народ, американците, британците или Сталин и Русија? Пактот Рибентроп-Молотов Добро. не го направивме јас и вие со Хитлер и со фашизмот, го направи Сталин и братска Русија. Врз база на тој договор поделена е Полска 1939 Да, година. познато е се. Така почнува Првата светска војна. Затоа немојте Која го ти е амнести- поентата? Која ти е Поентата е дека бранејќи го тој Путин и Русија, како што овие слепци ги бранат Америка, ги бранат Америка Ама и ширената чекај, револуција. чекај, ние не сме ја слепци, губиме, не. ние губиме, не, како што овие слепци ја бранат Америка и ширената револуција. Значи, Нема, како што- ова значи, аналогија ти е тотално погрешна. Морам Мислам да ти дека кажам треба да дека дојдете- овие слепо ја бранат, па ние Апсолутно. слепо Русија. Да. Нема врска со тоа. Па ви Ние имате- само реално ја посматраме западната политика. Па нас не уништи македонците западната политика. Брисел и Вашингтон. Кој ни ја донесе смртта во Преспа, идентитетска. Знаете што велат антрополозите за идентитетската смрт? Дека е најака, најжестока, најголема смрт од сите видови смрти. Не физичката. Еве ќе ви дадам еден пример. 6 милиони евреи, нели, во логорите на Хитлер загина, иако според некои податоци на Еврејскиот институт во Париз, цела Европа имала 1.600.000 евреи. Стефан Влахов Мицов пишува во својата историја, треба да му веруваме како на историчар. Добро. Беше минатата емисија, гостин во Да, емисија. но евреите се познати митомани кои Бог го приватизира, така да може бидејќи во Хитлеровите логори гинеа и цигани, и руси, и пољаци и така натаму, но зборот ми е друг. Тие доживеја физички геноцид, но не идентитетски геноцид. Дури после станаа уште посилни и основаа една јака ционистите држава денес Израел, која има и атомски бомби, нели? Додека нема идентитет, никој не им рече вие не сте тоа, немате идентитет. Видете, македонците, судбината на македонците често пати се споредува со судбината на курдите и на палестинците.
Ќе ви кажам дека судбината на Македонија денес е потрагична и од онаа на курдите и од онаа на палестинците. Може звучи парадоксално тоа, но не е. И палестинците и курдите никој не ги доведува под поим на сомнеж дека не постојат како идентитет. Постојат со сите обичаи, со име, со вера, со не се девастирани со името идентитет. Македонија идентитетски не постои. Нам ни забранува денес, еве со Бугарија, дури нема да појдеме ни до Асном. А камоли до назад до... Ве оставив 2 минути, а и минатата емисија говоревме за идентитетска смрт. Да. И вие со овој допис до Путин, всушност... Ама шо си ти запнал за Путин? Ама тоа е суштината. Дај за НАТО да кажеме, ајде за НАТО. Јас за тоа... Еве за НАТО да кажеме, зошто ние се спротивставуваме на НАТО? Да, суштината на руската политика е идентитетска смрт на украинците. Тоа е суштината. Тоа е твој поглед, јас не мислам така. Бидејќи ако Киевска Русија е образецот, Пиемонот, од кој се формира денешна Русија, кај што го примат христијанството, кај што ги има никулците на модерната современа Русија, и тоа некој сака да го негира, па тоа исто со идентитетската смрт на македонците. Колку знам, руската наука и славистика не го негира тоа. Како не го негира? Па појдете во Украина. Дали може во Киевската лавра да влезе Украинската православна црква, која е призната од Цариградската Види, црквите се денес политичка и тоа перфектна политика. Суштината на руската политика е да инсталира проруски режим во Украина. Еве, видите и српската црква и грчката. Грчката црква организира еден страшен фашистички митинг од 1 милион луѓе во Солун. Се сеќавате? Што има за црквите да зборува? Зарем не можете да сватите дека Русија оди на подолба на Украина? Дека не е интересиран, дека они западен дел не е интересиран. Главно види, сега таа збрка меѓу Русија и Украина ја дозатекнува Западот, Вашингтон. Чекај сега ја да ти кажам нешто за Западот, како прави. се пресликува во Македонија. Сега гледаш дека русите воопшто немаат сега за интервенција во Украина, Западот форсира една ситуација дека има. Еве сега американците ги повлекуваат семејствата. Ама Клетнико, што зборите? Последната анексија на Крим е направена 2014 година. Тој е украинска територија. Со таа територија Украина е членка на Обединетите нации. Знам дека референдум правеа. Па референдум имаше за Лирида. Утре ќе ни го земе некој дел од на Западна Македонија. Ќе го прогласи Бигорски манастир, ќе го прогласи Бигорски манастир за центар на албанското православие. Тогаш писма на кога ќе пишувате? Пошто сега пишувате на Путин, нели? Братскиот руски народ кој не треба да се бори со македонскиот народ. Ти цело време Путин, братскиот. Ама тоа е затоа ве викна во емисија, тоа сте напишале да слушам кој е вашиот став. Ама ти за НАТО ништо не ме праша. Зошто сме против НАТО ние? Зошто сте против НАТО? Па се. Ајде, прашам, се нервозен цело време. Не. Еве зошто сте против НАТО? Само ти викна за НАТО. Зошто сте против НАТО? Затоа што тврдиме дека НАТО е најголема планетарна терористичка организација. Добро, и фашизам, наследник на фашизмот. Така тоа е суштината. Добро, не се. Немој ти за НАТО сега да се нервираш. Ама не, зашто се нервирам? Види. Вие велите дека НАТО тоа ти изгледа многу чудно. Добро. Ја ќе ти кажам дека тоа е страшно и за некои, да речеме, за некои наши шарени, тоа е страшно и да помислат кои се финансирани од Сорос и од УСАИД. Меѓутоа, види, за НАТО пишува дека е таков еден водечки американски интелектуалец. Ја го сметам за прв на врвот, Ноам Чомски. Знаете кој е тој? Ноам Чомски има неколку книги, ако не се лажам, во Загреб ги има видено, јас во книжарница, преведени си кај нас не се, за американскиот државен тероризам. Пазите. А како действува американскиот државен тероризам? Преку НАТО. И шо баравме мајката ние во НАТО, ние го отврливме НАТО на референдум, знаете. Кога беше тоа? 2018 во септември. Се бутнавме против нив за да бидеме против русите,
за да војуваат браќа против браќа, украинци со руси, македонци со руси, украинци и така натаму се. Сега, значи, затоа го напишавме ова писмо, оти види, НАТО е еден рекетар планетарен, собира пари. Вие знаете дека Шеќерински им даде 220 милиони евра или долари за 50 транспортери кои нема за ништо да ни служат, што ги фрлаат на џубриште. И на Косово им дадоа исто толку, веројатно цената и за нив ја платил. Вашето писмо до Путин, јас само го цитирам вашето писмо за Путин. Добро, во ред расчистивме. И тоа е нели суштината на оваа емисија, на овој разговор. Суштината не е дека ние сме на страна на русите, сме против Украина. Ако веќе треба, погрешно читање, тотално погрешно читање. Вие имате став дека украинскиот и рускиот народ се браќа. Не, дека исти народ, ако потекнува, ако Киевска Русија, па тој бугарскиот став дека ние имаме заедничка историја, па тоа што вас ви пречи, видите, тоа е една политичка шизофрена ситуација. Бугарскиот праидентитет, протобугарскиот е татаро-монголски и не може да сме. Меѓутоа, руси, украинци, Срби, Белоруси, овие, сите се одиси сега пробувате да се извлечите во друг контекст. Значи, дали имаш контактирано овие британските енциклопедии? Вие имате исти став кој што има Српската православна црква, дека српскиот и црногорскиот народ се исти народ и затоа е конфликтот црковен во Црна Гора, така паѓа Мило Џукановиќ. Истиот став и проблем е помеѓу Русија и Украина, дури уште поеклатантен. За жал. Дури уште поеклатантен. Значи, без Украина, Русија не може да биде суперсила. Тоа уште Бжежински го има кажано, уште Петре Велики или Петар Велики. Значи, без Украина, Русија има проблем да се дефинира како европска држава, пошто главнината е во Евразија, односно во Азија. И затоа е сега конфликтот. И затоа е Вашингтон во Украина. Ама Вашингтон не постоеше 39-та година кога Сталин и Хитлер преку Риббентроп и Молотов ја делат Полска. Ама сега постои. Сега ги надоместува работите. Две држави, Клетников, се извинувам, пазите, се пишувате некои работи и толку занемарувате историски факти, што е толку погрешно. Значи, две држави, значи, клучна работа во Европа е да не дојде до спојување на германскиот нацизам и фашизам, тоа е Германија, Хитлер, 90% од луѓето гласале за Хитлер тамо. Значи, тоа е држава кај што 90% од луѓето гласале за Хитлер. Не им е инсталиран со падобранец гласале, на избори го донесува на власт 33-та која тамо година. И имате комунизам на Сталин. Полска и Украина се тампон држави кои не овозможува спојување на Русија и на Германија. И затоа е проблемот во Полска, и затоа е проблемот во Украина. Да, американците прават дел од збрките, бидејќи Кристофер Хил од Македонија, кој беше амбасадор, го пратија во Полска. Тоа е клучна, тоа е новата Европа како ја дефинираше американската надворешна. И втората држава е Украина, кај што Русија ја смета како свој двор, како блиско соседство. Гледате што све прави. Украина, Грузија, Приднестровје, Молдова, Казахстан и така натаму. Добро, Васко, има вистината два краја. Ти се кажеш што прави Русија, и Америка кажа. Украина, не кажуваш Америка што прави. Пепел од цели народи. Да. Ти тоа не го спомнуваш. Ама како не го спомнувам? На Русија, на значи, ова. Клетников, за да биде Америка. Ти имаш позиција. Клетников. Америка го употреби зборот демократија, цели народи во пепел ги се. Ирак. Ама Америка нас не направи шарена револуција од која не можеме да се опоравиме. Тоа никој не го спори. Не само шарена, не погреба во преспа. Ја ти носам една книга Погреб во преспа се вика. Америка, за да биде европска држава, значи Америка за да биде во наводници европска држава, мора да постои НАТО. За НАТО да постои мора да има непријател. Тој непријател е Русија. Исто како што НАТО го поддржуваше албанскиот тероризам 2002 година и прва во Македонија. И тој албански требаше да направи да направи рамковен договор. Така, НАТО ние сме го обожаваме, НАТО нема да не брани. Јас само ви велам дека немојте да имате двојни стандарди. Ако 2001 не ја прифаќаме,
Ако Илирида не ја прифаќаме, ако Тиранска платформа не ја прифаќаме, ти гледаш ова наше писмо, гледаш двојни стандарди. Да прифатите ни руско мешање, Русија се меша во внатрешни односи на независна држава. Па видите, Украина, за да биде независна држава, се откаже од целиот нуклеарен потенцијал. 91-92 година го уништи нуклеарниот потенцијал. Украина беше нуклеарна воена сила, го уништи. Таа е со големина на Франција, 55 милиони имаше во моментот на распад на Советскиот. Сега има 45-46 милиони. Тоа се обидам да ви објаснам. Како не можете да ја сватите? Ги претресавме, ова веќе се објасни. Не се објаснам, па тоа е суштината. Тоа е суштината како сме се дека ние сме со русите против Украина. Цело време ти е таа теза. Да. Кој е провокативна. Му пишавте ли писмо на украинскиот председател? Ќе му напишам? Не, дали му пишавте? Не. На русиот му пишавте или на Владимир Путин? Два пати му пишавте. Добро, и на него ќе му напишаме. Чекај, што се откога спомнав? Што се брзаш, ако е за тоа 9 месеци? За кога? За едно 20 години? Ние тука напишавме дека тие се од иста лоза, бе, Васко. Дека не треба да војуваат. Во едно од претходните Во писмото го имаш тоа дека се они иста фиданка на иста лоза, на иста емисии. Тоа е доволно сега да. Во едно од претходните емисии го напишавме и на Бајден писмо. Го напаѓавте. Не само на и напишавме и на оваа португалката што дојде во Бугарија да не нарече северно-македонски јазик. Во едно од претходните емисии го обвинивте Ѓорги Иванов дека веќе постигна договор со Путин, со посредство на руската амбасада. Вие сте биле тука некој офицер за врска, сте имали некој средби со... Не сум офицер за врска, извини, тој си го повлече збор. Не сум ја никаков офицер, јас сум поет сум, не сум офицер. Па сега изразува и се правилно офицер за врска. Како поет знаете дека тоа е метафора, офицер за врска, значи некој што контактира со двете страни. Дали баравте средби со Иванов и со Груевски, кај што му беа или кај што требаше да им бидат презентирани руските стојалишта во однос на одредени, бидејќи ви имате комуникација со руската амбасада и тоа не го криете дека имате комуникација со претходниот и со сегашниот руски амбасадор. Не со претходниот, не со овој сме се виделе 3-4 пати. И дека русите требале да застанат пријателски, тоа не значи да застанат на македонска страна. Ја ќе се видам и со Кейт на Кале ако ме покани. Клетников. Ќе разговарам. Дали ви била дадена информација дека русите се подготвени да стават вето на договорот помеѓу Македонија и Грција во Обединетите нации во Советот за безбедност, ако Иванов им испратил писмо, тоа го кажавте едно од претходните месеци. И дека вие со тоа сте биле кај Ѓорги Иванов и дека Ѓорги Иванов, иако ви ветил, не го има исполнето. Не сме биле по тоа. Зашто да одиме сега да го... Нека се јави тој. Не сте... Не, тој да се јави, тој не го игнорира. Види, он не го игнорираше тоа што ја го напишав и во колумна и повеќе пати го има спомнат. Дал согласност Иванов? Нека ме прати на суд, еве лаже Ефтим. Дали дал согласност Иванов дека ќе испрати писмо до Путин и до Русија и дека Русија врз база на тоа писмо ќе стави вето, вие тоа го кажувате, дека имало таква комуникација, дека дал позитивно светло Ѓорги Иванов и така. Имало и ја дознав, таа од вистински извор. Кој е тој вистински извор? Епа сега. Можеме да дефинираме. Еве, јас сум невистински извор. Кој е вистински извор? Во минатата емисија кажав. Сега ме набедуваш за вистински извор е кој? Гледате, Клетников, си извинувам, само една работа. Лавров во Руската дума. Лавров во Руската дума. Каже, еве, амбасадорот беше кај Иванов бил. И во минатата емисија ти кажа. И дека тој не дал зелено светло за таа иницијатива. Човекот кога го кажав се, те вели, не можем да кажем, се вцрви се. Нормално, тој амбасадор не може да каже се, но може да се вцрви беше. Бевте ли тамо, бев, разговаравте, шо ви каже, не можем да ви каже. Значи го одбил човекот, иако во Русија му дадоа најголеми почести на Иванов. И професор, докторат почесен на Ломоносов, и медаље некои го прими Путин на највисоко ниво и рече
Писменоста ни доаѓа од кај вас, од Македонија, ти велиш од македонските земји, нека е така уште поубаво. Бугарите збесна, тоа знаеш, и Бојко Борисов, и Екатерина, и чисто во паника падна. Исто како што падна во паника сега со овој филм за Кирил и Методи, за словенската мисија, знаеш, на овој фестивал. Значи, не е Русија незаинтересирана за Македонија. Тоа треба да го сватиме. Ние со главата во песок, овие не ништат од Вашингтон и Брисел, ние полтрони. Па треба да се спротив. Кој ќе не цени така како Лајна, да ми простиш на изразот кога се однесуваме? Клетников. Кој ќе не цени? Никој. Пред 4 години Лавров, Сергеј Лавров, министерот за надворешни работи на Русија или на Руската Федерација, прв во Руската дума ја употребува таа синтагма или употребува таа можна разврска на поделба на Македонија на два дела. На источен и на западен. Тоа не знам. Да. Тоа е пишувано и тоа е кажувано. Тоа се политики. Дека состојбата еднаш така. Дека состојбата на терен е таква, дека се оди. Тоа значи мислам уште пред или во време на шарената револуција, на источен и западен дел. Источен кој би бил со Бугарија и западен кој би, ама се извинувам, значи теза се обидам да. И западен кој ќе со Албанија. Дали тоа би бил образец за решавање на украинско прашање, на поделба на Украина на два дела. Васко, ти сега мене ме прашаш како ја да сум врвен политичар. Па сте пишале до Путин, ви вратил Путин. Не, го разглобив. Вие како му пишувате? Цело време Путин ти е Русија. Со какви емоции му пишувате на Путин? Еднаш не спомна за Бајден, нешто за Америка, да ги разгледаме ни. За НАТО едва ви извлеков нешто да кажем што мислиме за НАТО. Дека е промашена работа, дека тој ги помагаше терористите во 2001 година и сега ние. Па србите беа достоинствени, ги бомбардираше, не отидаа во НАТО. Ние што направиме? Еве терористи се од 2001 година. Јас ви признам дека се терористи. Терористи се од 2001. А овие што се борат? Кои? Во Украина против независна украинска држава, која е членка на Обединетите нации. Тие што се? Нема сега борба таму. Како нема борба? Донбас е територија под контрола на локалното население. Крим е анектиран дел од Украина. Војни стандарди кои ќе имате, тогаш ви е тешко да одговорите. Јас велам, тоа што од 2001 година јас не го прифаќам во Македонија, не го прифаќам ни денес во Украина, ја немам. Оправдувам ни јас тоа. Па што му пишувате? Па што му пишувате него? Дека нема да се бориме против нив. Па тој го прави тој конфликт. Ние пишуваме дека нема да се бориме против Русија. Па Џо Бајден не ги прати па добранците. Па Џо Бајден не ги прати. Клетников, ама Џо Бајден не ги праќа руските падобранци да го анектират Крим. Путин ги праќа. А што прати Џо Бајден? Пред него тој, не знам кој е, Вашингтон. Прати на Мајдан, прати снајперисти да убиваат невини луѓе, да создадат хаос. И тоа е шарена револуција која е неприфатлива. Не е шарена, не мава тие као нашиве со презервативи, со боја нашиве. Тие убиваат. Предходница на шарената револуција. Русите дека овие се ангели, американците. А кој вели дека се ангели? Па така испаѓа бидејќи. Не се извинувам. Јас сега насила ти ги истерав. Не дослушувате. Амбасадорот американски во Украина, Джефри Пает, кој е 2014 година амбасадор во Украина, сега амбасадор на Америка во Грција. Тој е еден од архитектите на Преспанскиот договор. Јас тоа не го кријам. Во сите емисии сум го кажал. Но јас немам двојни стандарди. Ако тоа не го одобрувам кај американците, не го одобрувам ни кај русите. Вие мислите дека русите се светци, а американците се ѓаоли. А јас мислам дека ние само треба интересот да си го најдиме тама кај што во моментот можеме да си го најдиме. Русите и американците не можеме на искантер да ги извагаме во нашата ситуација. Добро. Американците не убија во Преспа сега.
Буквално не убија Васко. Ако не го сваќаш ти, не го сваќај тоа. Како можам Тоа е факт. Не, како можам да не го сваќам? Не погреба идентитетски. Како јас сум од Егејска. Сега не допогребуваат со ова. Македонија. Ако си од Егејска разнесе малку. Татко ми е роден. И Кој ја организираше погибијата во Егеја, знаеш? Вите, Клетников. Американски бомбардери беа тоа на Черчил. Од двете страни. Од двете страни се изиграни тие луѓе. Кога Русија и кога Путин говорат за обнова на Советскиот сојуз, тие не размислуваат да го обноват Советскиот сојуз, туку да ги направат сателити овие држави. На Егејска? Па не. Ако била Грција, ако Грција Егејска ја бомбардира американски авиони на Черчил, не е руски. Да, бидејќи била поделена 90-10. 90 да биде англиско и грчко. Криви за егејската трагедија. Нешто не ми е јасно во твоите тези. Не, Клетников. Хипотези. Југославија била поделена 50-50. И до крајот на животот на Тито Југославија беше 50-50. Грција беше поделена 90-10. На тие луѓе кои со право бараа слобода доле во Егејска Македонија и се бореа за слобода, за можно обединување во Балканска федерација во Македонија, требало некој да им каже дека Грција е поделена 90-10. Изгина народ и Титова Југославија после конфликтот со Сталин ги пушти низ вода. И тоа е факт. Но ние до пола ги кажаме фактите. Треба на народот и на луѓето да им ги кажеме до крај фактите, дека тие трагедии не може да се случат само ако едната страна ви прави проблем. Најверојатно треба двете страни да ве пуштат низ вода или да ви искористат како марионета, за да имате крвопролевање, конфликти, некогаш проблеми. И само една страна има, не мора две да бидат, Васко. Еве, Во например, трагедијата на Егејска Македонија, на вашите родители, дедо, баба, шо знам, беа англоамериканците. да, Исклучиво тие, никој друг. вие не пиете кафе со Кейт на Кале, не пијам кафе со Кейт на Кале ни јас. Не сум бил никогаш на Кале. Да сум бил 500 пати ќе објавија фотографии. Не сум бил, се извинувам. Но гледате, ако јас велам дека американската политика во многу елементи не ми се допаѓа. Приднестровје, руска енклава во Молдова, во Македонија како е американската политика. Осетија, Абхазија, во Грузија, Ерменија, Казахстан, Украина, сега Крим, Донецк. Па тоа е иста политика. Па тоа е иста политика кој американците. Не правеа пепе, ама иста политика. Американците стотици илјади убиваат со авиони. Косово што е? Под демократија. Албанско или српско за вас? Американско. Не, што е Косово? Албанско или српско? Како мислиш? Косово на кого припаѓа? Треба да е независна држава или да е дел на Србија? Косово е на албанците, на голема Албанија, ако сакаш да знаеш. Не, са голема Албанија не постои. Според вас, не постои, Косово, не постои де факто. Е составен дел на, бидејќи србите не го признаваат Косово. Па нормално да не го признаваат. И го сметат за своја територија. Тоа е дивоградба направена со бомбардирање, со убивање на цивили, со најкукавички начин, да 19 огромни нации, ноќ од 11.000 метра, за да ти србите се демонизираа како и македонците што се демонизирани. Ти знаеш дека македонците на запад беа како мачители на албанци, не, обратно е, преврната. Ја бев тогаш во Париз, јам пишувано. Не можев да ги убедам французиве дека сме терористички нападнати. Не, вие ги угнетувате, еве докај дојде албанците, да ги угнетуваат македонците. Косово е територија, како што ве разбирам, земјана од Србија, на кукавички начин. Од 11.000 метри бомбардиране. Се разбира. Приднестровје е земјано од Молдова. Абхазија, Осетија е земјано од Грузија. Интервенција пред 15 години имаше во Грузија, ако Грузија сака да стане земја членка на НАТО. И ако Сталин е роден во Грузија и бил еден од најголемите лидери во руската или во советската историја. Крим, па така, историјата матна. Се исто елементи кои се земени до крај. Тоа се обидам цело време да ви кажам. Ако Косово не го прифаќаме, и ако сметаме дека Косово на кукавички начин е земено од Србија, па тоа е тога зашто го прифаќате? Гледаше на телевизија, нели? Тоа беше спектакл. Американците од своите убиства прават спектакл за да ги забавуваат своите
жители американци. И Заливската војна ја пренесуваа на телевизија како спектакл. Клетников, што е за вас Крим? Руска анексија? Анексија, да. Значи Крим е дел на Украина според вас? До пред анексијата, да. Тоа е јасно, бе, Васко, шо ме Па праси? како им давате подршка? Ако Па анектират не ова им давам, ја не се бавиме со па еве писмо им пишувате, треба ли да ви го прочитам? Треба ли да ви го прочитам тоа писмо како што како велите? Ме гњавиш со ова писмо без да го сваќаш контекстот. Воопшто не си го сватил. Да, вие сметате дека да, како не сум го сватил. Вие давате подршка на руската политика. Со политика во ова писмо не се занимаваме. Па на Владимир Путин што му праќате поезија? Не е поезија, писмо е. Тој е председател. Срдечно, пријателско писмо. Тој е председател на Руската федерација или директор на Болшојлитата? Да е. Или И во другото писмо кажуваме дека не сакаме да војуваме со братски народ. Се разбира ни со украинците. Ако завојуваме со Русија, ве како земја членка на НАТО, вие на која страна ќе бидете? Ништо не праќаме војници таму, па јасно ти е. Ке легнете пред тенкои, ама немаме тенкои. Нема што да испратиме таму, ке пратиме некои санитетски батальони или не знам, санитетски одре таму, некоја санитетска чета. Тоа, да. Која ги реши, лекари. Која реши корона кризата во Македонија, сега ќе пратиме таа чета сега во Украина. Еве ќе ги пратиме наша Шечеринска и некои таа. Јасмина Шечеринска, сега ќе треба Славјанка Петровска. Славјанка Петровска рече даде за разлика од вас, Славјанка Петровска даде подршка на евентуалната НАТО интервенција во Украина. Клетников, каде оди Македонија? Каде оди Македонија? Каде оди Македонија? Удавивме слушателите со писмото. Каде оди Македонија, Клетников? Македонија нигде не оди. Македонија е мртва. Убиена е. Идентитетски убиена. Цело време говорам за тоа дека идентитетската смрт е смрт најлоша. На меморијата на еден народ. Па ние немаме право да се враќаме до јасном го збришавме. Тие државотворните кај него принципи, точки се ги збришава од Муртино, најголемиот злосторник на македонскиот народ од почетокот на постоењето. Сега не ни се криви само американците најдоа марионети, најдоа шарени, најдоа зелени, најдоа виолетови, кои ќе им ја вршат работата и тоа е. Значи нема сега црвените линии што ги поставуваат некои се играчка, тоа е смешка, бидејќи кај беа црвени линии, кај излезе опозицијата за време кога идентитетски не ликвидираа нас. Ти знаеш дека македонски манифест, некои мали тамо партиички излегувавме по 3-400 до 1000-2000, најмногу лаевме како кучиња. Кај беа они да излезат со неколку стотина илјади, 200.000 да изведат, да обрнат и влада и се, бидејќи се работи за... Вие знаете дека овој беа двајца советници на Путин во Континентал има, како се вика... Дугин, да. И едно прашање имаше до него, јас напишав и колумна за тоа, што би станало во Русија кога некој би рекол да се промени името руско, вика за една секунда ќе го снима. И ја напишав една колумна една секунда кај нас. Кај нас не за една секунда, овој што го смени, сега отиде марихуана да се одгледува во Муртино и тамо, ништо влакно не му фали. Тоа е македонски. Прво јас не мислам дека лаете. Како што вие нели го кажете. Добро, тоа е шовелиште и метафора. Не, прво ја не мислам дека лаете. Второ мислам дека народот треба да ве слушне. Бидејќи таму во тој манифест се еминентни имиња. Ако не се согласуваме со некои работи, нема се извинувам. Ако не се согласуваме со некои работи, тоа не значи дека јас не ги почитувам вашите ставови, дебатирам околу вашите ставови. Така Во изминатите 30 години. И за мене важи кон тебе истото. Изминатите 30 години. Имало ли некој политичар
кој го бранел македонизмот, македонштината во Република Македонија. Јас не сум видел дека некој околу некое клучно прашање имал цврст став во изминатите 30 години, а ние сме имале премногу премрежја во изминатите 30 години, од Обединетите нации, па време на Слобода, па 99, па 2001 година, па територијална организација, па Преспански договор, рамковен договор и така. Да, ако сакаш да ти кажам дали сме имале јунак на денот да ја брани Македонија, од 90-те години до денес, моје мислење е дека во нијанси нема таков. Да речеме, прв беше Киро Глигоров, веднаш го смени во БРМ. Европа ја постави онаа фашистичка, пар екселанс фашистичка Лисабонска декларација за, ако сакате во Европа, името го смените, бидете идентитетски мртви. Значи, тоа е обнова, тоа е пар чекај, дозволи да ти кажам, тоа е пар екселанс обнова на европскиот фашизам, кој кон Македонија прв го објави Черчил, што ги бомбардираше твоите родители и предци. Не моите, македонците и вашите. Македонците, да, велам твоите, бидејќи ти си. Сите ги бомбардираше. Дел од македонското ткиво. Не види пречес. Така, мислам така. Македонците во Егејска, ама тие страдаат, тие страдаат, другите беа позаштитени, тоа е првото. Првата обнова на фашизмот европски. За американците рековме Хирошима и Нагасаки, тоа тие порано беа. Втората обнова е Лисабонската декларација. Пар екселанс политика. Че ве нема идентитетски за да влезете и тоа се случува. Погреб во Преспа. После идат, се знае како. Се може да ви објаснам. Мене 2001 албанците ги измислија. Едно прашање. Па терористите во влада, па ова, па она, па Преспански, па сега. Може ли прашање? Тоа е хронологијата на 92 година, кога е Лисабонската декларација, тогаш е прв, а ми се чини последен пат, Македонија јавно и јасно да каже дека не се согласува со нешто од Европска унија. Дури како револт, дури како револт, ние го зимаме символот од Кутлиш, од Вергина и го правиме национално знаме. Тоа следува после Лисабонската декларација. Тодор Петров, амандманот, собранието го усвои и после го менуваме нели 90. И што смета знамето сега? Не ми смета, мене сам да кажам јас дека тоа е македонско знаме генеричко. Некој се спротивставувал. Значи имало некој кој се спротивставувал. Значи во мноштвото на предавници имал некој кој се спротивставувал. Тоа е едната работа. Втората работа. Војната 2001 година. Па македонци бара размена на територија. Ману. За жал, Лупчо Ѓоргиевски, македонска ситуација, не ги тераше, Америка не го тераше Лупчо Ѓоргиевски да бара размена. Лупчо Ѓоргиевски... Види, никогаш не се знае во тоа. Се извинувам, ама Лупчо Ѓоргиевски и ден денес е на црна листа на американската администрација. Не е трнат од црна листа на така играат американците. Ќе те употребат, па ќе те стават ако треба на црна листа. Ние баравме размена територии. Јас и ти не сме барале. Оној покојни Синадиновски развиваше теза дека е албанизиран, односно македонизиран албанец. Па нели развива со оној нестрекен советник на Килигоров, министар за одбрана, човек кој го пишеше уставот, дека Бигорскиот манастир да биде столбот на албанското православие во Република Македонија. Тоа не терат нас американците. Па тој човек е со русинка оженет. Тој што тоа го промовира. Сам да кажам, јас Клетников дека немојте еднострано да ги гледате, големите сили имаат империјални политики. Интересот да се идентитетски уништи Македонија е американски, тоа сакам да ти го кажам, Васко. Ти не разбираш дека Вашингтон стои зад Преспа. Па шо рече Бајден, шо пораче прве? Сенилен тип, шо рече, не сме во Македонија да се гибаат Охридскиот и Преспанскиот договор. Кој ја даде тиранската платформа? ЦИА. Добро. Па тоа, тие се познати работи, па сега не е се Америка. Па се Америка, гледаш. Клетников, а кој спори околу тоа?
Па, ти викаш, не се американците се. Кој спори околу тоа? А тие ги наоѓаат, Љупчо Георгиевски, Заев, марионети. Не, Клетников, мојот став. Па Заев беше неколку месеци на тренинг во Америка. Значи, мојот став е дека судбината на украинскиот и на македонскиот народ е многу слична. Се слагам. И дека тоа, што ние како штета сме го имале од некаков американски уплив во решавање на овие регионални, украинците го имаат од рускиот уплив. И јас на некој начин сочувствувам со украинскиот народ, бидејќи знам низ што поминува и какви некои перипетии го чекат на патот, на некоја тотално неизвестна иднина и така натаму и така натаму. Мислам дека и во тој конфликт на големите сили во големиот украински народ. Не, во голем конфликт на катастрофа ќе се соединат русите и украинците. Да знаеш, ако има судир Америка, НАТО со Русија, толку е изострен тој конфликт помеѓу украинците и русите. Види, има тамо луѓе кои ги знаат работа. Со толку несмасно однесување на Путин, има и тамо платеници од Запад, Сорос, Усаид, како кај нас. Ама има платеници од Русија. Тоа се обидам да ја обяснам. Ако има платеници на Америка, има платеници на Русија. Па Русија влегува тамо. И Русија нешто ќерава. Исто како и овде. Па ја читате тезата. Доволно ја пушти Америка. Ја читате тезата во грчките медиуми дека 91 година, че освен американците, дека 91 година руската политика ургира кај Атина да го стави ветото за Македонија. И Македонија да не стане членка на ЕУ и на НАТО, да биде отворено прашање. Па тоа го пишат грчките медиуми. Тоа веќе последните 2 или 3 месеци во неколку написи, во неколку анализи кај Темирини и така натаму, го пишат грчките медиуми. Не ми се верува баш тоа. Сакам да кажам дека ако сме ние дел на вардарско... Има и нешто што се викаат политички лажни вести, така, фингирани вести. Ако ние сме дел на таа вардарска мораска долина, која всушност се дели Европа, или е најблизу, најбрз пат кон југот и кон они влез на Балкан од големата врата, тој Истанбул, тога секој сака да ја контролира Македонија. Сака ли французи, сака ли германци, сака ли американци, ние сме изградиле куќа на раскрсница. Сака ли и руси. Значи Русија преку Македонија... Рече Кери, вие сте на линија на огнот. Па да, тоа го кажува Кери, го кажува и Лавров во Руската дума. За Кери се сеќавате, за Лавров не се сеќавате, тоа е една работа. И втора работа, Русија, ако сака да е трет Рим, таа мора да има историска вертикала со македонските династии, со македонските земји. Таа произлегува од нив. Тоа е суштината. Произлегува од нив. На руската, на непринципиелност во однос на Македонија. Сме пиеле вода во древноста и затоа не можеме да војуваме сега да бидеме Каин и Авел. Да не биде крајот тензичен. Што ќе се случи со Македонија? Со Македонија се случи. Ништо веќе нема. Знаете, малце ми падна тешко на споредба со курдите и палестинци дека ние сме поминеле полошо. Имаме држава. Во оваа држава сепак можеме да кажеме дека сме македонци со македонски, без разлика на политички, без разлика на политички структури, конјунктури, сили. Кој мене и вас може да ни спречи да имаме македонски идентитет? Ние го немаме со Северна, разбираш ли? Го немаме, го немат македонците во Егејска Македонија таков како што ние имаме. Но ги имаме идентитетот. Кај имаме со Северна? Ни со Бугарија. Кај имаме? Ние не сме Македонија. Ти знаеш дека ние не смееме на виното да ставиме дека е македонските. Молам, тука не сакам да разговарам. Значи ние можеме да разговараме... Со Северна е изгубен идентитетот. Северна е името на државата. Не знаеш што е име и идентитет тогаш. Но македонец, јас и вие сме македонци. Абе, ние може да се наречуваме македонци, ама јас и вие сме нас не гледаат сегде со подсмех како северник. И во Европа, како не го сваќаш тоа? Не само во Бугарија. Значи, дека не го сменивме името, нас не гледа не со подсмев, туку не гледа со една еуфорија, така? Па нас не гледат исто и сега и пред 10 и пред 20 години. Ама работата е до нас. Јас сега не се Немојте да срамам што припаѓам на Северна Македонија, што се
Северно Македонец ме. Ама зашо се Јас сочувате одбивам, прифаќам јас одбивам сегде да одам кај ме канат како Северен Македонец. Не прифаќам да се идентификувам ко Северно Македонец. И никој не го бара тоа од мене. Ама никој не го бара тоа од Може мене. и Тунгуши тука, ама. Клетников, Види, ни у преговорите види. со Бугарија од нас не бараат да се дефинираме поинеку. Не го бараат, ние сме македонци и имаме македонски јазик. Како не бараат кога велат бугари сме во вас? Не, те велат дека имаат заедничка историја. Тие може да бараат што сакаат. Значи, што рече Петков кога доаѓаше? Нема македонци во Бугарија. Што значи тоа? Како не ти е јасно? Нема македонско малцинство. Чудиш. Како може да нема македонско Нема малцинство? македонци, Нема, како може да вели, нема тоа. македонско малцинство? Кога јас и Бугарите само Ѓорѓи Димитров велеше. Кога јас и вие имаме роднини во Бугарија кои се чувствуваат македонци. Абе, тоа е друго. Ама види. како е друго? Званично бугарите ги знаете Видите, што значи ама да Клетников, бидеш македонец ама во Клетников, Бугарија? ама Да те толчат, да не ти даваат работа. Знаете што е проблемот? Па ние не ги признаваме. Заев не ги признаваше и овој кога. Ама не е Заев, од Киро Глигоров е сменет уставот да ние не можеме да се грижиме за нашите малцинства. Значи, не да не се. Ајде да бидеме коректни до крај. Знаете што е проблемот? Што вие постојано ги толкувате тие што го негират македонскиот идентитет. Ајде да почнеме самите да го промовираме тоа што ние го сакаме. За да бидеме нестрикни, не треба многу. Ќе го цитираме она будала Каракачанов, ќе цитираме сите што негират македонската самобитност, идентитет, јазик, историја и ќе бидеме нестрикни. Тоа не е проблем, секој будала може да биде нестрекен. Ајде да почнеме да промовираме. И што треба сречни да бидеме во оваа ситуација? Не. Се бориме. Се бориме, Клетников, 30 години се бориме. Поминавме полошо од курдите и палестинците, но за разлика од нив имаме држава. За жал 30 години не се бориме ние. Што правиме, Клетников, јас и веко разговараме сега. Ние не се предаваме. Чекор по чекор не ликвидираат. Праќаме порака према македонската јавност. Чекор по чекор не ликвидираат и така дојдовме до Преспа, Васко. Како дојдовме? Со борба или со порази со предавници, со изроди, да не кажам, во самите врвови на власта, во организации. 91 година, кога излеговме на референдум, до Тиранска платформа, како дојдовме до Охридски договор. До Преспа стигнавме, почнувајќи од таа фашистичка, како што ја велите, Лисабонска декларација. Од таа фашистичка Лисабонска декларација, и од нашиве марионети каде што немаше да биде призната држава која ќе го содржи зборот Македонија, ние стигнавме до Преспа. Значи ние не стигнавме од некоја идеална ситуација, стигнавме од фашистичко барање. И од марионети кај нас. Власта во Клетников, органи. Ајде нешто оптимистичко за крај кажете. Вие сте врвен. За крај, кажете нешто оптимистичко е борба до крај. Знамето на војводите и комитите, слобода или смрт. И до кога знаете, до кога смрт мене еве ја ќе ви кажам може ли слобода и нешто друго? Една епизода ќе ви кажам. Ајде за крај. Малку е ригидна, радикална, ама ја кажам, во Франција на еден голем фестивал бев. Уште кога се подготвуваше нашата ликвидација пред 20 години имаше, и мене ми приредија поетски портрет меѓу 200-300 учесници од Медитеранот, веројатно затоа што тоа се одржуваше во родниот крај на Пол Валерија, ја го имам преведено на македонски, па веројатно французиве знаат да го ценат тоа. И медијатор беше една гркинка, ама натурализирана французинка, и која симпатична беше и не беше провокатор, но убаво ме запрша на крајот, не е провокативно, што ќе направите вие ако ви го сменат името. И ја знаеш што реков? Ни 5 ни 6 публика имаше француска од други земји, викам, па ќе тргнеме со бомби на Ајфеловата кула. Така реков. И знаеш што добив јас? Огромен аплауз. Затоа што французиве имаат освоено. Друго е Макрон, друго се обичните французи кои го имаат тоа од француската револуција, знаеш. Затоа и тука за Русија и Украина ние премногу се бавтавме во калта на политиката, а не во суштина. А ви тргнале со бомби на Ајфеловата кула?
Jaz da, ako treba, za Ako Makedon. вие Да, тргнете, ти кажувам. ако вие тргнете и загинете, па кој ќе пишува што се Програм, случува? ја, Кој ќе пишува што се случува? Види, Бидејќи јас тоа го кажа, имате, бидејќи ме прашуваш, кажам, што ми е поентата? Поентата ми е, бидејќи тоа го имате кажано, бидејќи тоа го имате кажано на еден состанок на Македонски манифест, кога било побарано порадикално да тргнете, вие сте рекле, па кој ќе пише за тоа што се случува? Не сме рекле кој ќе пише за тоа. Така што ако тргнете со бомби, ако тргнете со бомби најхубавата кула, кој ќе пишува дека сме поминале полошо од Палестина и од курдите? Некој ќе треба да го пишува тоа. Кај нас во манифестот доаѓале некои луѓе што не терале на акција. Дали е крокодилски солзи? А ние требаше малку со прст да мрднеме да не испод затворат сите. Колку сме неспособни, никакви, некадарни. Некој треба нели да остане тоа да го пише, како не со бомби сакивите тамо на не сум рекол да кој ќе пишува, извини. Ја никогаш не сум се фалел со поезија, со ова, со нити сега се борам со поезија. Тој не треба се фалите, стоја дела за вас. Стоја дела за вас. Сакам со ова испратив една порака дека македонците имале и нешто што се викало тероризам. И дека во некои ситуации радикално се прибегнува кон тероризам. Со тероризам ќе се фали. Ама ти тоа е нашото цивилизацијско достигнување. Ами што ќе ви кажам за тероризам и промовирате? Чекај, не промови. Тоа е наше цивилизацијско достигнување. Сега не. Ајде. Ти си чул за солунските атентатори? Не сум чул. Јас сум паднат со подобранец. Јас сум паднат со подобранец, само вие сте терористи беа, дали убија некој? Не ме дослушуваш ти. Значи, тоа е македонски тероризам, како овие. Тие ги извлекоа од банката отоманска овие, че ја минираме, така одите да орце. Шатев го испразни бродот полн со французи. И после го потопи. Тоа е цела историја. Европа ќе го сонува. Цела историја. А види, тој тероризам во Европа, што они го прогласува за тероризам, не е тероризам. Дозволи да ти кажам. Стотици луѓе македонци се убиени во тие терористички и братоубиствени, па добро, па и кралот Караџорџевиќ, па и францускиот министер за надворешни работи. Тероризам во Европа ше Батаклан. Па тоа се усташите и тоа се ВМРО, мислам, видите сад. Тоа ќе биде цивилизацијски дострел на македонскиот народ. Ти кажувам за овие од Сирија што доаѓаат западот што вели. Да, истин кажале во Франција кај што дојде овие од арапски држави. Тоа се очајници, Васко. Има разлика меѓу очајник и терорист. Зашто Клетников? Ма зошто сте ви очен? Ама зошто сте очен? Не бе за тие. Ама не зошто сте очен? Слушај зошто тие терористи се очајници, а не терористи. Добро. Нема да затоа што ако некој ти ја спепелил татковината, како во Сирија, како во Ирак, како ти го убил семејството, жена, деца, ти си останал и што те останува, ти ја запашуват околу појасот и одат. Нема Клетников. Ти кажувам дека треба да се погледне нешто и тероризмот е најмногу ескалиран. Не, тероризмот е најмногу ескалиран од време на Ванчо Михајлов, па човекот си умира како бугарин. Мислам, доста го отрувме народот, сега го излекуваме солунските атентатори, кој е еден чист како солза случај и покриваме целата прљавштина на тоа ВМРО што го кажувате. Целата прљавштина ја покриваме на братоубиствени војни. Ти ВМРО го цени според Ванчо Михајлов, кај ти е Јане Сандански? Како така зборуваш? Па бил ли прв човек на организацијата? Ама не, бил ли прв човек на организацијата? Па бил Тодор Александров, па бил Ванчо Михајлов бил бил најдолго време лидер на таа организација. И укината од самата Бугарија како терористичка. Ама укината од самата Бугарија која ја формирала Јане Сандански како терористичка. Ти се наван. Мене ми е важен Јане Сандански. И добро се вие, ко шведска маса. Сега Ванчо Михајлов, види, ако сакаме да бараме адекватна Ванчо Михајлов, поголем непријател на Македонија од Ванчо испадна Заев. Е отворено ти кажувам. Оти никој не успеал со еден потек да го ликвидира идентитетски сопствениот народ.
Он не го убива Ванчо Тој Михайлов. потпише и Димитров. Он се чувствува бугарин. За Ванчо Ама добро он се нека чувствува се бугарин, он не чувствува. го уништува идентитетот македонски, бидејќи он не го признава македонски. Сега И ти го втора него работа. со Вомаро. И втора работа, видите, Клетников. Нешто имаш анимозитет кон Вомаро. втората, видите, Клетников, историјата не ви е шведска маса, па вие ќе земите што ви се допаѓа, што не ви се. А тоа го правите цело време. Јас земам од Вомаро, ја не сам Дански го земам Добро. како идеал за македонската Па борба. Вомаро на конгресот во Кичево прогласува дека континуитет. во Вомаро немало фракции бугаристички. Не се фракции. Како не е точно, Ама не него се фракции. нормално ја да бирам на кого да се угледам. Клетников, ама не се Ја, фракции. за Ама мене не се е Јане фракции. Сандански идеал на херој пред Спартак во Римската империја, ако сака. Идеал. И нормално е да го бирам него. Вите. И тоа не значи За дека Јане- мислам за дека Јане во Сандански, Вомаро немало за такви Ѓорче идиоти Петров, како Ванчо Михајлов. За Јане Сандански, за Ѓорче Петров, за Гоце Делчев, ќе премолчам. Бидејќи што и да кажам, оние нестрикни бугари ќе може да го злопотребат. Но, немојте историјата Добре. како шведска маса. Бидејќи тоа го правиме на исти начин како бугарите. Што ни одговара си зимаме? Не, се ќе земиме. И не треба да имаме комплекси и предрасуди. Како што секоја историја има црни Ама ја не петна реков дека и не е се македонската има македонска историја. црни петна. И Ванчо Михајлов е од Македонија. И Коте од Рулја што го закла Лазар Поптрајков е македонска Така историја. Ама ја имам напишано дека и не ми ја објавија таа колумна и ми дадоа црвен картон. Може Кој за тоа ви тоа. даде? Добро, не е важно. Дека Коте од Рулја губива Лазар Поптрајков за собствен чеф. За чеф на грците. А дека исто овој Заев го ликвидира, кој отсечува идентитетската глава на цел еден народ, исто за чеф на некој друг, на грците пак. И сега кој е поголем злосторник? Значи, Еве, јас отворено говорам, си го чул од некој тоа. Се Не, па плашат да го кажат, Нема да јас. гукнат. Да оставам да го кажете. па сега. Да оставам да го кажете, тоа го оставам. Ја немам проблем да кажете. но, не, Јас ти немам проблем немаш. со став. Нема, ја немам, не ти. Значи Клетников. Јас кажувам Јас сум да ги јас работиве, сум оти рече дека шведска маса Јас е сум тоа. роден- Шведска маса е, да. Јас сум роден. Ама јас, ако има во една чинија да ми простиш лајна, а во друга кавијар, ја кавијарот ќе го земам. Лајната е, да им се извинувам на гледачите, Ванчо Михајлов, кавијар е Јане Сандански. Еве, ти сакаш со метафорија, рече, еве, јас употребив две За крај. функции. За крај. Јас сум за крај ќе се бориме, Васко, за крај ќе се бориме. Јас сум роден и сум И израснал сега на... повлече си ја ти мислата дека Ништо. ние сме против за русите, а против украинците. Ако му пишете Тоа е- на ако му пишете тоа е на ако му пишете ствар. на Путин уште едно писмо, ја мислам дека Зошто да не му да, пишеме? само дека ако му пишете уште едно вака на Тито, Ајде, да сте му види, пишуле, ќе му бевте поек, ќе ќе му бевте поек од напишеме Лазар уште Полишевски. едно за да ме викнеш пак на... За едно 10 месеци, за едно 10 месеци уште едно писмо Не знам пишете. не знам дека толку ќе те погоди тоа Мене? писмо. А зашо би ме погодило? Да. Ми беше задоволство. Да, и мене Васко еве Разменивме беше мислења. Види, ние не Беше се малце не се тензично, каравме, беше малце тензично, ама таа без. тензија беше со атоми полни со електрони, оти ние не сме мртва твар и ние нити нормално емотивно да реагира човек и да емотивно да искажува, иначе линеарно, знаеш, линеарно одат овие нашиве така наречени аналитичари, експерти, знаеш што се, и тие како Бога линеарно одат и политичари некои, знаеш, ништо не ги тангира. А што значи тоа? Немате емоција. Не ги тангира Македонија, Васко, затоа се такви. Зборат без жар, без ова, без млитаво, да ти е жал да ги гледаш. Ми беше задоволство и убаво што спомнавте Лазар Поптрајков, тамо сум роден, тамо сум израснал на таа улица во автокоманда. Многу среќа, многу успех кариера во манифестот, во писмото до Путин. Што ќе ве прави среќен и задоволен? Ајде. Многу среќа. Ќе му напишеме заедно со тебе едно писмо. А, не можеме ве така да има тоа напишеме. Да не погрешиме. Со емоции, го имате на... Да не погрешиме пак. Со емоции му напишете на Баш да не Путин. погрешиме. Па другар пак, Путин, па види, мислам ти дека си треба. сепак поверзиран. Или има
имате тука добри имиња што може да напишат такви писма, така да, да, па не се за подценување, не се полтрони тие имиња, па да му се додворуваат на Путин за да нешто. Ако не да чисто писмото е ако Путин влезе у Македонија, една позитивна енергија има во него. Оти на нас македонците ни треба врска и со Украина и со Словачка и со видите вие како действува англосаксонскиот блок, како словенскиот. Се прави да се нема време да разговараме бидејќи излегува документите на Ален Далас, шефот на ЦИЕ, кога тој кажува како... Тоа е 48 година. Да, кажува како да се уништи словенскиот свет и да се разиди. Така да, познати се, јас не знам толку многу историја како тебе, дури ја игнорирав историјата, но од како почна да се случува таа идентитетска катастрофа со Македонија, јако се заинтересирав за неја и од тогаш потака ја проучувам колку можам тие феномени на и ја 5 години во Нова Македонија само верглав на таа национална тема, не поетски, не ретко нешто да сум објаснав, само за, знаеш, така. Може ќе ми замерат историчарите, никој не се јавил. Никој нема да замери. Никој од историчарите. Изјавувал, едва ќе чека да ги ставува. Прв кажав дека американците го обновија фашизмот по Хитлер со атомските бомби и стапија на сцена. Сега ние сме. Го цитирав овај нивниот славен писател Норман Мејлер од романот Голи и мртви, каде еден негов генерал Камингс, а тоа Мејлер го мисли преку Камингс, дека германците не ги биваат за фашизам литави, се тоа се американците. Така, знаеш, интересни работи. Кажав дека Европа го обнови фашизмот преку... Јас ја посматрам и Европа и од Америка да не ми замериш од аспект на Македонија и македонската болка. Затоа може да изгледа дефектни моите ставови. Не се дефектни. И ја тоа го кажувам. Клетников. Да. Среќа. Да се живи здрав. Еве ја ти донесов една книга, може че... Ова не е мито и корупција, ова е книга со задоволство ќе прочитам. Во твојот домен. Да. Ова беше емисијата во Центар, 70 на минути, тврдо, одлично интервју кој што рекол Светлин Клетников. Отворивме многу прашања, отворивме многу теми, за некои се согласивме, за некои не се согласивме. Се обидов во текот на цело интервју да ја објаснам тезата дека двете страни имаат своји империјални политики, и американците и русите. И дека во тие нивни империјални политики не треба да го добиеме или да го земеме тоа што ни одговара од едните и тоа што ни одговара од другите. Ако бидеме еднострани, тогаш ќе завршиме во еден правец. А секогаш кога се движиме во еден правец, историјата ни покажала дека знаеме да залутаме, затоа ајде да се обидиме да бидеме рационални, да го добиеме тоа што нас ни одговара, да огледаме македонскиот интерес, да огледаме тоа што не прави македонци, тоа што не прави срекни. Ако почнеме да цитираме и да лицитираме со тоа што не прави несрекни, тоа може да го прави секој. И тоа е најлесниот пат на само уништување на македонецот. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов. Ако ви се допадна вечерашната емисија, ново дружење, недела во 22 часот до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.